Веднаш по формирањето на СЈО во 2015 година, власта на ВМРО ДПМН и ДУИ донесе законски измени со кои судиите и обвинителите во редовното обвинителство добија драматично повисоки додатоци на платите. Но беа заборавени судските службеници, кои поради тоа организираа предупредувачки штрајк. По половина година игнорирање на нивните барања, во мај 2016-та, синдикатот на УПОС и Сдруженијето на судската администрација почнаа штрајк во сите судови. Црвен картон за овој и за сите министри. Наместо третина плюс на платата, околу 2000 судски службеници добија 40% минус за време на штрајкот. Дали судовите се пред нова блокада, откако новата власт вети, но не им ги врати задржаните пари на судските административци. Пецо Грујовски е прв човек на синдикатот на УПОС. На крајот од месецот го чека седница со председателите на синдикалните организации во судовите. А едно од главните прашања што ќе се отворат на тој состанок е дали судската служба повторно ќе излезе на штрајк. Причината за незадоволството е тоа што не можат да си ги вратат парите одземени при штрајкот пред 2,5 години и покрај потврдата дека тоа било сторено незаконски. Затоа ги известивме трудовата инспекција и побаравме помош. Трудовата инспекција констатира оно што и ние кажавме. Плата може да му се одземе, односно да му се намали на работен само со правосилна судска пресуда или со правосилно решение. Во случај поединечно решение. Тоа вработените не го добија. А народниот правобранител, кој беше известен, истото го констатира дека е направена грешка и дека на овој начин е незаконски да им се одземат парите. Според Грујовски и новата влада се согласила дека платите им биле противзаконски скратени, но решение нема. Десетен беше премиерот и разумен да речем за нешто барање, го разбра и рече добро би било да се вратат парите, бидејќи незаконски им се одземени, но да се најде правна рамка, правен механизам што е сосема во ред. Ве молам, 8 месеци власта не може да изнајде правна рамка како да ги врати парите, што за нас е неразбериво. Постои искра надеж дека ќе го решиме прашањето, но доколку не го решиме, на состанокот на синдикални организации од судовите ќе се одлучиме за нашите надамошни постапки. Дали тоа ќе биде протест, блокади на улици, па дури и штрајкот доаѓа во предвид, иако за време на штрајкот луѓето повторно ќе бидат казнувани. Но ќе знајдеме форми, овој пат луѓето, односно штрајкувачите, не бидат оштетени, а да го искажеме нашиот револ. Синдикалците се сомневаат дека одложувањето на решението на нивниот проблем го кочат судските, а не политичките авторитети. Бидејќи ако им бидат вратени парите, тоа ќе значи признание дека тогашните раководители на судскиот совет и на секој суд одделно се огрешиле пред законот, дека зад нивната судбина се одвиваат и се одвивале поинакви игри, потврди им се променливите ставови на судската власт. Например, Зоран Караджовски, кој како председател на судскиот буџетски совет го потпишал барањето за кратење на платите, минатата недела во собранието сочувствуваше со административците. Тој не ги спомена скратените 40% за време на штрајк, но призна дека барањата им биле оправдани. Најдолгиот стап го изеде судството, односно судиите и судската служба, така што од тогаш наваму, од 2016 година до денес, и редовното јавно обвинителство и службениците во јавните обвинителства имаат надоместоци со кои што одскокнуваат од примањата на вработените во судската власт, од судиите и од судските службеници, и во име на судскиот совет, јас истакнувам дека тоа е една невозможна ситуација и дека тоа најитно треба да се отстрани во интерес на нормално функционирање на судовите во Република Македонија. Токму следните месеци ќе бидат клучни, дали засега притаеното незадоволство во судската служба ќе се изгаси или повторно ќе ескалира. Не се во прашање само парите скратени за време на штрајкот, туку и неисполнетите ветувања за трајно решавање преку законски измени. Како дел од правосудните реформи, и овој процес е под лупа на Брисел. Во националната стратегија за правосудни реформи или за реформи во правосудството предвидена измена на Законот за судска служба
и Сдруженијето на судска служба е вметнато како еден од субјектите кои што треба да придонесат во тие измени. Во нашите разговори кои што ги водиме сега последно, конечно можам да кажам со министерот или министерката за правда интензивно, мислам дека имаме прилично точки во кои што би можеле да се надеваме дека ќе се најдеме и дека ќе придонесеме кон еден многу поквалитетен и поевропски закон. За кој што ја сега не би сакал во оваа ситуација да зборувам, меѓутоа има многу работи кои што треба да се менуваат за да добиеме на поквалитетна судска служба. Впрочем, и нашите барања во штрајкот не беа исклучиво за зголемување на доместоци до 35%. Туку имаше уште 6 или 7 други штрајкувачки барања кои што ги имаме истакнато. 360 степени не доби одговори ниту од Судскиот совет, ниту од Министерството за правда, за тоа дали ќе им бидат вратени парите на судските административци и докаде е правната рамка за решавање на овој проблем. Јавно е познато само дека министерката Десковска пред 10 дена започна разговори со синдикалните организации за колективен договор за вработените во администрацијата и судските органи, но не се откриваат информации дали и кои барања на синдикалците правда е подготвена да ги прифати.